Една од најредовните теми во вчерашни новости од секогаш било и ќе биде здравството. Дали е во подобра состојба и зошто не? Има ли лекови во аптеките секој месец и зошто не? Колешката Елисалфета Менче Точи, Елисалфета Крстич Поп Мајбах, своевремено разговараше со еден аптекар. Добро вечер, се наоѓаме во аптеката на дипломираниот фармацевт Ѓорги Дамјановски. Господине, дали е вистина дека после 15 секој месец снемува лекови? А кој датум сме днес? Денес сме 18. Епа, Има или нема? нема де. После 15 нема. Меѓутоа тоа не е песимистички, затоа па гледате од пред до 15 па има Тоа ти е као со чашата, знаеш, дали си песимисти или си оптимисти. Некогаш получашата полупразна и полуполна, како ќе ја гледаш. Значи, нема. А како луѓето преживуваат? Како преживуваат? Природна селекција би рекол ја. Преживуваат. Некој преживуваат. И имунитет. Ако имаш имунитет, ако јадеш здрава храна, наводно да се качуваш цигари, помалку чист воздух, по организмот сам. Добро, да ве потсетам дека СДСМ пред да дојдат на власт, ветија дека ќе има лекови во текот на целиот месец кои што ќе се издаваат на рецепти, па предлагам да погледнеме. Новата реформска влада веднаш по формирањето ќе се зафати со решавањето на овој проблем, за да се надмине состојбата со недостатокот на лекови на рецепт по 15 во месецот и да има зголемена достапност на лекови. И што е, не сум јао 10. Ја бе, јас сум. Прво си има тука мислам. Ја ќе кажам, што ви полека возе? А десто стваре тука? Па полека ме довече, што не сме оствариле. Полека ќе биде. Ти 4 месеци немаме министер, бе, 4 месеци без министер. И ти се, ќе биде, сме ветиле, да, кога ќе биде? А кога ќе биде не е важно. Многу е важно луѓето да имаат имунитет. Затоа викам ја, превентивно многу фака после тоа со лек на последица Али многу е важно да се делува превентивно, имунитет малку да се јача, да се така. И што да прават сега луѓето после 15? Што да прават? Мислам, јас сум аптекар, сум фармацевт, не знам што да прават. Ја на пример играм баскет. Ја на пример играм джудо. Джудо, играм таблик, не кидат на скијање, не кидат на бања, не кидат, тоа е многу добро, за имунитет е добро да се биде и така. И ти кај идеш ти? Планинарам. Одлично. Тоа, сакате нешто од куќата да се набиеде? Студио.